Трошоците се многу битен елемент за да се утврди профитот на една компанија. Честите и поголемите трошоци обично ги знаеме, но што е со тие кои ги сметаме за мали, а често достигнуваат износ поголеми од неголемите трошоци? Затоа и во ФРММК тие завземаат посебно место. Лесно се внесуваат, а уште полесно се менаџираат. Изберете од менито трошоци. Овде и веќе имаме неколку трошоци додадени, но ќе се обидеме да додадеме еден нов трошок. Например, да ги додадеме трошоците за адвокатските услуги што сме ги направиле према некоја адвокатска канцеларија. Се појавува и можност за внесување на комитент за трошок. Да го внесеме и него. Тип на трошок е можност да имаме една генерална поделба на трошоците. Да го означиме и начинот на плаќање и се разбира најбитното износот. Да го внесеме повторно истиот трошок, но за друг следен датум. Автоматски со избор на комитентот за трошок се пополнуваат сите познати податоци. Тоа ја скратува процедурата за внес. Ако цената се разликува, може истата и таа да се смени. Откако веќе сме внеле повеќе трошоци од еден исти тип, можеме да видиме колку вкупно трошоци имаме од тој тип. Да ги погледнеме сега резервираните трошоци. Многу често имаме трошоци кои што се случуваат еднаш во годината и поради тоа и ги забораваме. Еве, например, нека биде тоа еден трошок околу Нова година. Откако сме го внеле овој трошок, за овој тековен месец може да ги видиме сите трошоци кои што може да ни се појават во тековниот месец. Меѓу нив се разбира и трошокот за новогодишни украси. Тој ќе се појавува секоја година во овој месец. Покрај него е и трошокот за парно кој што се појавува секој месец. На ваков начин, овие резервирани трошоци функционираат како еден вид на потсетник. За да ги реализираме, кликнуваме на реализирај. Доколку цената или некои останати подесувања не се исти како и претходниот, истите може да се сменат при нивната реализација. На ваков начин, од резервирани трошоци се префрлаат во трошоци. Откако трошокот ќе се плати, се означува како платен.